Ден на жалост во Република Македонија за настраданите во поплавите во неколкуте скопски села и населби. Знамињата пред државните институции се на половина копија за 21-та жртва на невремето. Само за неколку часа водената стихија остави пустош зад себе. Однесе човечки животи, уништи илјадници домови, предизвика огромна материјална штета. Поплавите и свлечиштата предизвикани од невремето зидоа 21 жртва. Според официјалната информација на Министерството за внатрешни работи, само едно лице од загинатите не е идентификувано. Бројката на настрадани не е конечна затоа што се уште се трага по уште најмалку 2 лица. Сите пронајдени биле во реонот на приградските населби Синкелич, Стајковци, Црешово и на обиколницата кај Смилковци. Најмладата жртва е 2-годишно момче, највозрастната ја надминува 80 годишната возраст. Воглавно се жители на Чентоа, Рачиново, Смилковци, Стајковци и Црешово, но настрадаа и жители на Куманово, Тетово и Крива Паланка кои се обраќале на обиколницата. На вонредна седница владата донесе одлука на семејствата со загинати да им додели еднократна парична помош од 300.000 денари, а претходно такви одлуки донесува градот Скопје за 180.000 денари и општина Газдибаба за 100.000 денари. На истата седница прогласена беше и кризна состојба во Скопскиот и Тетовскиот регион во наредните 15 дена. Беа ангажирани тимовите на армијата за пребарување и извлекување. Тие заедно со екипите на Министерството за внатрешни работи и останатите служби го пребарувале теренот и работеле на извлекување на загрозено население, добиток и заглавени моторни возила.